Западно-нилската треска ја зеде и петтата жртва во Македонија. Станува збор за 73 годишен маж од Лисиче кој имал и други придружни болести. Информацијата пред малку на пресконференција ја соопшти директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. Ја следеше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, дали се познати причините за смртниот исход кај пациентот? Бубе, уште од првиот ден, пред 22 дена, 73 годишниот пациент од Скопје бил примен со потешка здравствена состојба овде на инфективната клиника. Тој имал и други придружни хронични заболувања, но сепак, како што објаснуваат инфектолозите, клучна е старосната возраст кај граѓаните. Станува збор за 73 годишен скопјанец од општина Аеродром кој живеел во Долно Лисиче и за жал не ги поднесе сите оние компликации од нилската треска, која што најчесто дава силни невролошки нарушувања и завршување на интензивната нега. Инаку овдека се примени хоспитализирани 20 пациенти, меѓу нив има помлади, но тие се во полесна здравствена состојба. На интензивно лекување се лекуваат уште 4 пациенти. Да ја слушнаме тука изјавата од директорот Фадил Цана. Пациентот е на клиниката вкупно 22 дена. Од почеток на прием беше во изразито тешка состојба и беше сместен во одделот за интензивно лекување и беше на респираторна поддршка, тоест на мејаничка вентилација. Заклучно со денешниот ден на клиниката се хоспитализирани моментално 21 пациент, од кои 18 пациенти се со потврдена весна вирусна инфекција невроинвазивна форма, додека 3 пациенти се со клиничка диагноза, значи се сметат како суспектни. Од останатите во тешка општа состојба се уште 4 пациенти за сега, кои се лекуваат во одделот за интензивно лекување, додека другите пациенти се во одделот за невроинфекција. Сепак инфектолозите со апел граѓаните да не се плашат, да нема паника, бидејќи дел од оние кои може би имаат нилска треска, па и ние во моментов имаат не да речеме да се истестираме заради одрени симптоми, поминуваат многу полесно или немаат никакви симптоми, додека 1% од оние што се со други хронични заболувања или може некогаш да влие и старосната граница, завршуваат на болничко лекување. Паниката настанува кога се кажа дека и млади околу 24 годишни пациенти заболеле од нилска треска, например како пациентот од општина Центар, но бил подредени планини, може би и таму нели се заразил со треската од застојени води. Вела дека тие се пациенти со лесна клиничка слика и кои што нивната состојба во поскоро време заздравува во однос на повозрасните пациенти. Да ја слушнаме и тука изјавата од Цана, каде што објаснува кај која старосна категорија е навистина оваа состојба е многу тешка. На клиниката за инфективни болести се примат невроинвазивни форми на болеста. Зашто тоа што веќе сите го знаеме е дека 80% од пациентите потенцијални што може да се инфицирани се или асимптоматски или со лесна клиничка сликата, така што тие не изискуваат хоспитално лекување. На клиниката за инфективни болести сите овие пациенти за кои цело време зборуваме се од 1% на вкупно инфицираните пациенти, кај кого напреднатата возраст е клучен фактор, ризик фактор и се пациенти кај сите пациенти е потврдено невроинвазивна форма на болеста весна. Мими, Македонија не е единствената погодена од вирусот годинава. Каква е состојбата во регионот, но и во Европа? Бубе, оние податоци што се даваат или од самиот Европски институт за инфективни заболувања е дека во моментот најмногу потврдени случаи има во Италија 311, додека во соседна Србија 159 пациенти со нилска треска. Оно што треба да се потенцира и вчера и на секоја пресконференција познавачите и оние кои ги истражуваат комарците кажуваат дека веќе нилската треска не е само состојба што се наоѓа во Јужна Европа или
или порано во африканските земји, туку тоа е состојба каде што веќе ја има и во северните делови на Европа. Така е, например, има потврдени случаи во Германија, Франција, Холандија и Австрија. Она што е потребно да се знае редовно нели користење на одредени спреови и креми од заштита на нилската треска, а исто така целиот оној систем каде што започнува и од самите општини е да нема застоени води во одредени места, базени, редовно треба да бидат исчистени, бидејќи како што сите што најавуваат од науката, климатските промени не се иднина, туку се веќе тука и навистина тоа добро е добродојдено за развојот на нилската треска и преживувањето на комарците. Да, потенцирам уште еднаш дека оваа треска ја пренесуваат и обичните комарци, но со одредени мерки треба да се заштитиме и да бидеме внимателни. Благодарам Мирјана Мирчовска-Јовановиќ со последните информации за состојбата со западно-нилската треска, која за жал во Македонија ја зеде и 5-тата жртва.